Новие локални избори Штип го доби најмладиот градоначалник во регионот. Со полни 32 години, Благој Бочварски во наредните 4 години ќе раководи со најголемата општина на истокот. Честопати, од спротивниот политички табор, неговата младост беше посочувана како недостаток. Но за него, годините не представуваат проблем. Вели дека енергијата што ја има, треба да се искористи. Апсолутно не е проблем да бидеш млад човек вклучен во политиката со целата своја искреност, со сите своји ставови кои што ги имам, со целата своја енергија, сила, да тргнам да работам за нашите сограѓани, за нашиот град и мислам дека младоста е предност во овој случај. Кој е Благој Бочварски? Основно и средно образование завршил во Штип, по вокација архитект, а од 2002 година е активен член на неговата матична партија СДСМ. За себе вели дека го сака светот. Не го оставаат рамнодушен убавите работи. Сака да се разбуди со утринско благо кафе. Не остава ништо на случајност, бидејќи за него се е судбина. Јас мислам дека се работи за судбина. Така сме научени, така тоа го и коментираме, дека судбината е таа што одредува како ќе живееме, што ќе ни се случува во животот, некогаш таа е сурова. Повеќе ги сака природните науки, но чита и политички книги. Еден од идеалите му е Че Гевара. Не ги сака вратоврските, иако секојдневните обврски му наложуваат официјален стил на облекување. Интер и Барселона се тимовите што ги носи во срцето, но има фобија од игли авиони. Верува во моралните вредности, но и дека доброто секогаш го победува злото. Добрината на луѓето е над се и сепак мислам дека добрите луѓе, оние кои што создаваат добри вредности, тие се тие вредности кои што даваат квалитет и тоа е нешто кое што го движи светот. Парите, да, тоа е моќта, тоа е нешто кое што сите не движи во животот, да тоа што го работиме добиеме одредена надокнада, па потоа тие пари се вртат, да се потрошат, па да се вратат кај нас. Парите апсолутно без нив не се може, меѓутоа мислам дека добрата мисла, добрата идеја и добриот човек секогаш може да дојдат напред, да го влечат светот и мислам дека секогаш доброто го победува злото на крај. Во лето Бочварски би избрал плажа, а во зима планина. Изразувајќи се со јазикот на архитектите, не дозволува првиот впечаток да му го забетонира мислењето за луѓето. Што се однесува пак до службениот пасат на општина Штип ќе го користи, но само додека е на работа.